Учениците кои завршуваат средно образование во учебната 21-22 година ќе го полагаат државниот матурски испит исто како учениците од претходната генерација, кои минатата година се изборија за 2 наместо 3 екстерни предмети за скратени испитни програми. Учениците ќе полагаат 2 екстерни и 2 интерни предмети и една проектна задача, а покрај непроменетите услови за полагање, годинава ќе има проширување само на листата интерни предмети за учениците од средното стручно образование поради новите образовни профили кои претходно не постоеа. Нема да биде годинава по редовна постапка, туку директорката на Државни испитен центар, гледајќи логичноста и гледајќи го соодветниот аргумент на нашиот компромис, реши да го продолжи оваа учебна година. Така што да, и во јуни ќе се полага со 2 екстерни и со 2 интерни, така што не верувам дека би имало проблеми околу државната матура годинава, бидејќи повторувам, компромисот постигнат лани се применува и сега. Државниот испитен центар најавува нова концепција за матура, која што се подготвува и ќе почне да се применува за матурантите во идната учебна 2022-2023 година. Новата концепција за идната генерација матуранти предвидува 3 вида државна матура, според видот образование гимназиско, стручно и уметничко. Тоа го наведовме и кога се постигна самиот договор дека секако ова не е долгорочно решение и дека треба да се врати стариот систем на државна матура, меѓутоа треба да важи за овие пандемски генерации што пропати од пандемијата од образовен план. Моментално можам да кажам дека постои стручен тим во рамките на Државен испитен центар кој подготви нова предлог концепција за државната матура, што би се применувала во даден рок кога истата ќе биде објавена, а наши представници учествуваа во тој стручен тим уште од самото негово создавање. Така што да, се работи на реформи кои ќе направат државната матура поквалитетна, подобра за средношколците, кои ќе им ги зголеми шансите, кои ќе направи самата оценка повалидна, меѓутоа овие генерации беа во пандемија со неквалитетна онлайн настава и затоа треба да се полагаат по прилагоден модел 2 екстерни, 2 интерни. Инаку веќе се познати датумите за екстерните испити од оваа учебна година во јунската испитна сесија. На 4 јуни матурантите ќе бидат тестирани по мајчин јазик, а на 13 ќе биде тестот по математика, англиски јазик, француски, германски, руски, филозофија или естетика. Државната матура во земјава се спроведува од 2007 година. На крајот на 2019-2020 година првпат не беше организирана поради COVID-19, а на барање на минатогодишните матуранти да им биде олеснет начинот на полагање, бројот на екстерни испити беше намален од 3 на 2, односно третиот екстерен беше спуштен на ранг на интерен испит.